Семејствата на сега притворениот Васил Јованов, кои со своето дивјачко возење го одзеде животот на младата Фросина Кулакова и судиката Даниела Алексовска-Стојановска биле поврзани пред повеќе од 15 години, мајката на Јованов и сопругот на судиката која место затворска казна за трговија со дрога за 20 годишникот пресуди поблага мерка, 5 години биле колеги, работеле во иста фирма во периодот од 2003 до 2008 година. Тоа може да се види со проверките на нивните јавни профили на професионалните социјални мрежи. Кај сопругот на Алексовска-Стојановска стои дека се уште работи во таа компанија, а има ангажмани во фирма поврзана со истата. На профилот на мајката на Васил Јованов стои дека биле колеги нешто повеќе од 5 години во периодот од јануари 2003 до февруари 2008. Поради оваа фактичка состојба се поставува прашањето дали судиката воопшто и смела да одлучува во предметот на Јованов. Пристрасноста е основ поради кој судија би требало да биде иземен или самиот да се иземе од процес. Уште поголем сомнеш дека може да има пристрасност е што за трговија со дрога, спротивно на праксата, 20 годишниот Васил не добил затворска казна, туку пресуда да оди во поправен дом. Во членот 33 став 2 од Законот за кривична постапка јасно е напишано дека доколку постои сомнеш за непристрасноста на судија, тој треба да биде иземен. Судија или судија поротник може да биде иземен од вршење на судска должност ако постојат околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност. Каква ќе биде судбината на судиката Алексовска-Стојановска не се знае. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски без одговор дали воопшто ќе ја повикаат на разговор и дали ќе има одговорност за неа. Па не знам сега, би требало, да, не знам, да видиме кои се фактите на случајот и се ќе се оди во некоја си предвидена процедура. Ние будно следиме, да, цело време. Што не значи дека ќе отвараме некоја постапка против судивката или пак дека нема да отвараме, така не сакам сега да прејудицирам. За сега реагираше министерот за правда Игор Филков, ја разреши од телото за реформи во правосудството, судиката која го навлече гневот на целата јавност, се бараат одговори зошто иако осуден го пуштил Јованов на слобода до правосилноста на пресудата.